пресконференцијата во представите од Мечето и Казахстан од квалификациите за светското првенство со нас селекторот на македонската репрезентација Владо Милевски и капитените во тимот Роман Столетин-30. Можеме да идем со вашите прашања. Никола Ѓуревски, па Горан Бошев. После големиот бод против Белгија во Гент, очекував можеби и уште поважен напред. Значи истото прашање го поставив и таму. Како е расположението и како да се натераме дека сега ние сме тие што мора да победиме, како што веројатно беше Белгија овде за 20. Ако ќе се повторуваме во одговорите и во прашањата, нели? Така не работи, таква е ситуацијата. Секој напорак е важен, секој следен е најважен, така да Казахстан е утре најважен напорак, затоа што е прв на менито што се вели. Се согласувам дека се биде некако тешко. Покажа Казахстан и на нашиот прв напорак во Казахстан дека е квалитетен тим, сега има нов селектор со нова филозофија, барем по тоа што игра со Лихтенштајн. Малку ќе ни биде тешко таа страна за анализа и за подготовка, но мислам дека сме спремни да одговориме на секој битна предизвик што не очекува утре и се надевам дека сите ќе бидеме здрави и спремни да се станеме во функционалност. Па добро, исто за нас, пак не се повторувам со селекторот. Битна утакмица, следна утакмица, очекуваме да дојде доста голем број на публика на стадионот, за да може да даде доста добра поддршка, за да може да победиме. Нашата цел е да излеземе и да победиме. Ништо повеќе. Какво е структурното со замолот на играчите, што ќе играат граните во очите со Белгија и каква е структурното со дискусијата за Белгија? Мислам дека медицинскиот тим и сите останати што се во логистика направија се што е во нивни ради и можности за да се рекуперираат играчите на најдобар можен начин и најбрзо што е можно. Што се однесува до висамост луѓе, чекаме до последен момент да видиме каква е ситуација да може да настапи. Се достанато се надам дека кога дојдете до таква ситуација и на таков бит надпревар како што утрешниот, момците секогаш, барем до сега и сигурен сум дека ќе биде така и виднина, се оставаат на страна и замори и се оно што може да ги поремети и максимално фокусирани и спремни ќе бидат. Ќе треба да се направи свич од блокот што го имавме дефанзивен во Белгија, сега ни треба сериозна офанзива. И Столе Димитриевски веројатно дека премногу бранеше во Белгија, сега треба малку да одмори. Како тоа да го направи? Мислам дека ќе одмара во вторник и Столе и сите останати, а за тогаш се што е потребно за да се заврши надпревар успешно и овој утрешниот се спремни да го направат. Така да ќе видиме што ќе ни донесе самиот надпревар. Селекторот од вас до Столе Димитриевски сега кој да повторува право честитки за болот во Гент. Моето прашање е конкретно околу Чорлинов. Имаше малку неизвестности при првиот надпревар во Гент. Сега овие ден и пол некако се брзо оди, дај Боже за добро да е. Немаме баш прецизни информации. Дали може да таскаме на здравствена ситуација со него, бидејќи лично за јавноста пак смета дека ни треба еден таков напаѓач за овој напред.
или еве моја мислење нека биде да не парафразирам. Благодарам. Се надевам дека сите ќе бидат здрави и способни да се стават во функција на тимот и после денешниот тренинг. Друго се што е повеќе не може да ви дам одговор. Тоа е да се надеваме дека сите биде во ред со сите, па и со чужбината. Горан Бошев. Димитриевски, чекуваш ли сосема принак направа овој да биде станко во за првија, каде што цело време беше под некаков притисок и нападност, дека цело време дебиците стана на паѓа. Чекуваш ли сега ние да идеме во минатото? И бас, секоја такмица ја очекувам ние да нападеме и да се браниме. Тоа е целокупна игра, напад, одбрана, али дефинитивно Белгија е поквалитетен противник од Казахстан и доста не напаѓа. У Казахстан исто беше утакмицата доста занимлива, да кажам, дека напаѓаме ние и они напаѓаат и очекувам утре на наш стадион со наша публика поддршка да бидеме доминантни во тој натпревар и да изаѓаме поголем резултат, што за нас е поголем резултат е само победа. Селекторе, прво честитки за бодот и за начинот на кој што ја поставивте дефанзивата против Белгија. Навистина беше тешко да се гледа од надвора, не пак вас долу на клупата. Тоа што сакам да ве прашаме, очекуваме сите и посакуваме победа на утрешниот надпревар, но ваше лично мислење, каква е вашата желба за крајниот резултат на надпреварот Белгија со Велс? Што посакувате, може би сте размислувале за они? Што по вас нас би ни одговарало? Искрено, ни на еден, барем за секунден момент, не размислувам воопшто на таа такмица, нека биде што ќе биде. Сета наша концентрација и фокус ние како ние да изгледаме утре и како ние да дојдеме до посакуваните 3 бода. И ништо помалку, ништо повеќе. Благодарам. Дали има други прашања? Тренингот на македонската репрезентација почнува од 18 часот и е пред првите 15 минути. Благодарам на присуството. Добро вечер. Добро вечер.